Почитувани љубители на емисијата Астрорум, добре дојдовте во уште една емисија од специјалниот циклус Остани дома со Астрорум, кое што е помогнато од делегацијата на Европската Унија во нашата земја. Ние сега имаме можност да разговараме со еден наш многу познат уметник, со кој што имавме последна телевизиска средба во живо пред повеќе од 3 години. И тогаш имавме навистина голем повод за разговор, бидејќи се случи дебитирањето во Миланска скала, но во било кој период да разговараме со нашиот тенор Благој Нацовски, тој има нешто ново да ни каже и сега, за среќа го имаме онлайн, но за несреќа се слушаме од жариштето на коронавирусот од Италија. Тоа е во Дженова, неговата матична професионална земја. И првото прашање е, Благој, како сте во овие моменти, иако се чини дека најстрашното помина? Поздрав до сите гледачи на емисијата Астрорум. Со задоволство се враќам би рекол во ова студио, иако не е студио, иако во една специфична ситуација сега. Меѓутоа, како вчера да беше, како што се вели народски, кога зборувавме токму во книжарницата на улица Македонија и толку убаво си поминавме таа вечер. Јас се наоѓам, значи, како што рековте, во жариштето, иако најстрашното помина. По се изгледа линијата се движи, да речам, надолу. И инаку во текот на целиот овој период, што се однесува до мене, не го изгубив ентузијазмот, не го изгубив оптимизмот, позитивноста и би рекол и креативноста, така што не го поминав и не го поминувам толку тешко овој период на изолација. Вие бевте постојано присутни, еден од најактивните уметници, не само наши, туку во Европа и во светот, кои што ни докажуваат дека музиката навистина може да ни го направи секојдневието поубаво, да ни го збогати, дека може духот да го одржи на високо ниво, иако за Италија ова најголемата национална жалост. Значи, толку многу жртви и да се остане на нивото на расположението е многу тешко. Токму така. Меѓутоа, во овој контекст ви споменал нешто многу интересно и важно, би рекол. По познатата епидемија на чума во 14. век во Милано, односно во Италија, што се случува историски? Значи, италијанскиот народ, односно жителите на овој полуостров, на Апенинскиот полуостров, ја вадат од себе целата своја креативност, значи нивното ДНК цело проработува и се создава хуманизмот, а потоа и ренесансата. Така што моја искрена надеж е дека по овој тежок период, како за Италија, меѓутоа, така и за светот, ќе имаме потреба од такво нешто. Значи, секој од нас ќе го извади најдоброто од себе си, особено креативноста. Би рекол дека
до сега, до овој момент, во последните 30 години особено, од културолошка гледна точка, има едно опаѓање во целиот свет. Да не споменувам категории на луѓе, меѓутоа, особено што тие, кај оние што ни ја креираат судбината, значи разните лидери на земјите, почнувајќи од нив, па се надолу, од културолошка гледна точка, за жал, одиме надолу. Еве, оваа катастрофа што ни се случува, оваа пандемија, нека значи и крај на тој тренд, на тоа културолошко уназадување и да се возвишиме, односно да се повторно родиме кога ќе заврши се ова. Значи, ренесанса, односно зборот ренесанса на француски, значи токму тоа, повторно раѓање. Се чини дека планетава повторно се раѓа. Извинете, затоа што забележуваме дека водата во каналите во Венеција се исчисти, дека слушнав пред некој ден дека озонската дупка зацелува. Самите гледаме дури на улиците на Скопје од фотографиите на фоторепортерите дека животните излегуваат, слободно шетаат, гулабите се поприсутни. Планетава се измори од човечкото насилие. Веројатно природата, односно планетата, сака да ни каже нешто, сака да ни каже дека ние не ја третираме како што треба. Ние не се однесуваме кон природата како што треба да се однесуваме. Веќе таа не може да го издржи сето тоа и ни дава знак. Ете, можеме и така да го гледаме овој вирус, раѓањето на овој вирус кој што, како што сите знаете, е од животинско потекло. Значи, нека биде ова една лекција за сите нас, за секој од нас како ќе се однесува понатаму. Особено, ќе повторам, за оние кои што ни ја креираат судбината. Значи, на политичките лидери, кои што во последниве 20-30 години се највиновни за се. Во целиот свет политичарите потфрлија тотално, во секоја гледна точка и затоа пристигнавме до ваков момент да бидеме неподготвени за едно вакво нешто. Верувам дека нема да биде лесно и кога ќе заврши целата состојба, да се продолжи со кариерата, се ќе биде нарушено, целиот систем. Вам сигурно ви сопреа концертите, турнеите. Како ве затече коронавирусот? Што моравте да одложите? Јас не се наоѓав дома, односно не се наоѓав во Дженова. Јас токму тој ден заминував за Палермо, каде следниот ден започнував со проби на нова продукција на Набуко. И по едно, да речам, 2 недели пробување, ако не и повеќе, во театар, значи подготовки за премиерата, се случи денот на декретот со кој што се затвори се. Значи, се прогласи тотална изолација и тоа беше шок за сите нас. Толку беше убава представата и пробите, што јас за прв пат видов голем ентузијазам од сите вклучени и хористите и сите во театарот да ја засакаат толку една продукција. И значи, кога веќе ги имавме последните проби на сцена, се случи да мораме да прекинеме. Многу беше жален тој дел. Многу беше жален, бидејќи ние, уметниците, имаме потреба од сцената, имаме потреба од театарот. Тоа е една наша душевна храна, би рекол. И кога пак ќе ти се погоди во тој момент да работиш на една продукција која што е толку убава, толку фасцинантна, уште повеќе ти е жал да мораш да прекинеш. Во тие моменти никој од нас не ни размислуваше леле колку пари ќе изгубиме. Прво беше да ни се првата причина за тага беше тоа што ни се ускратува најубавото за нас. Затоа што јас не верувам дека има уметници кои што се занимаваат со било каква уметност пред се заради заработка. Први ние го правиме тоа заради тоа што тоа е нашиот живот. Ние сме
Значи, да се навратам на тоа што ми се откажа, всушност, како што гласеше прашањето, тоа бе 8 представи во Палермо, на Набуко, нова продукција. Кога по завршетокот на тие представи требаше да отидам во Трст, каде што исто ќе работев на нова продукција на операта Палјачи, каде што ќе го дебютирав ликот на Арлекинот, еден лик кој што 15 години никако да го дебютирам, се поради некакви откажувања. Ајте, прв пат тоа се случи во 2005-та. Може би е ликот во таа опера Бакс. А инако е многу интересно. Например, операта Палјачи за мене има историско значење, бидејќи кога сум имал само 2 години, на сцената на Македонската опера и балет, моите баба и дедо ме земале на сцената со нив токму во операта Палјачи. Некакви интересни коинциденции. Значи, тоа ви е животна улога и има потреба веројатно од ферментирање и се уште има други работи да остварите за да се вратите на почетокот. Кој знае? Најавено дека сепак ќе се случи во следната сезона. Тоа ја префрлаат за другата, исто и на Буко. Потоа по Палјачи требаше да дојдам во Скопје, заради тоа што на 24-ти е планиран концерт поради јубилеот на оркопски солисти, со кој што ја имам настапено 2 пати во текот на мојата музичка дејност и на овој нивни јубилеј бев повторно поканет да настапам. И тоа нема да се случи. Друго што требаше да се случи е да настапам на мајските оперски вечери. Мајските оперски вечери во Скопје исто не знам дали ќе се одржат, меѓутоа не верувам, тешко е. Меѓутоа мора да најдеме формат, еден начин со Македонската опера и балет некако да ги одбележиме, барем со еден настан или со еден виртуелен настан, бидејќи никогаш во историјата од кога постојат не се случило да бидат прескокнати, односно се случило еднаш и не е убаво културата да биде блокирана, значи на некој начин мора да се одбележа. Сепак тоа е најважниот оперски фестивал во Македонија. Сега, она што се уште не ми е откажано и се надевам дека нема да биде откажано е една убава турнеја во втората половина на јуни во Јапонија со 2 опери. За сега јапонците велат дека не планираат да го откажат, односно како што се движат нештата, најверојатно ќе се одржи. Јас стискам палци да биде навистина така и се надевам дека ќе биде. Исто и мојот менаџер го вели истото дека и тој е оптимист дека сепак таа турнеја ќе се одржи. Да видиме. Позитивен сум, праќам позитивна енергија и се надевам дека тоа ќе придонесе барем малку за да се случи сето тоа. Останете позитивни, но негативни. Така беше во разговорот со евроамбасадорот Жбогар. Многу интересно. Навистина да се надеваме дека ќе се надоместат сите одложени нешта, но јас сега размислувам во најавата, реков дека ние разговаравме после премиерата во Скала, но тоа не е точно. Вие во Скопје бевте кога настапивте со Дино и Мери со зимско патување, а вам после на Експо ви се случи големото деби во Миланска Скала. Вие уште од многу млад настапивте, дебитиравте во операта во Рим и натаму се историја, италијанските театри ги поминавте, станавте звезда, ја споменавте Јапонија, многу работи се случија, но велат луѓето ако некому не му се случи Ла Скала во оперската кариера, како да не му се случило ништо, иако не верувам, сега театрите се на многу повисоко ниво, но останате тој мит дека секој сака да запее во Ла Скала. Вие навистина маестрално, одличен еден лик, отпеавте таму, еден од тројцата. Всушност не само таа, после настапив уште една продукција на Скала, бев поканет, освен Турандот. А инаку, односно на оваа страна може да се видат и плакатите, ова е токму Тоска. Тоа е втората продукција со која што настапив во тој храм на операта. Скала зошто е посебна? Освен
фактот што е можеби најпознатиот оперски театар на планетата, навистина во него се чувствува нешто посебно. Има нешто што не може да се опише со зборови. Чувството кога си во тој театар, не само за време на представите, и за време на пробите, и кога одиш по тие ходници таму. Сето тоа е нешто посебно кое што не го чувствуваш во другите театри. Онаа ДНК на италијанскиот народ, која што ја споменав пред малку, значи, во овој случај ќе ја повторам, односно, ете, во Скала ја чувствуваш ДНК-та на операта, бидејќи операта како уметност, како и скоро сите уметности, се создадени на ова тло, на овој Апенински полуостров, и операта кон крајот односно скоро 1600 година, и сега овие 400 години како да се чувствуваат духовите на сите овие 400 години опера кога ќе влезеш во тој театар, значи кога ќе влезеш во Скала. И тоа ти дава еден посебен мотив, една посебна карика, како се вели на македонски, ти дава еден посебна енергија да креираш на таа сцена. Една сцена која што, меѓу другото, од акустична гледна точка не е толку лесна. Сцената на Скала е многу интересна во тој поглед, бидејќи има места на истата, можеби ова никогаш не сум го кажал по македонските медиуми, нека биде за прв пат, има места кои што се малку поглуви од акустична гледна точка, и има две места посебни кои што се наречени, едното е го велат точка Калас, а другото е точка Доминго. Значи, тие двајца ги пронашле тие две точки на сцената на Миланска Скала со перфектна акустика, и Калас секогаш се стремела да биде застаната, односно да глумиш повеќе во таа точка, а Доминго на една друга. Исто на таа сцена. Многу беше интересно, токму во Турандот, случајно, во големата сцена, значи, на тројцата министри, пинг-понг-панг, јас го пеев понг, режијата сама по себе предвидуваше јас да бидам на точката Калас. Значи, имав и таа среќа да го имам најдоброто акустичко место од Скала за мене. Велат во Скала дека дури и жените што одржуваат хигиена ги подпевнуваат оперските арии. Јас ја имав таа среќа и задоволство да бидам внатре, и вистина целиот театар функционира во името на операта, во името на уметноста. Ходниците, предворијата или антрејата, Пиер Марини, таму Тосканини, знаеме, да, многу интересно. Во секој случај. Токму така, јас се сеќавам кога и жените што ги држат, значи одржуваат хигиената, како и самите сценичари ги подпевнуваат ариите, кад оние места на кулминација дури ги критикуваат. Значи, родници страв да те фати од нивните критики. Со се. Меѓутоа, сето тоа влегува во сето оно кое што го велев предно околу ДНК-та на италијанскиот народ, на оние духови што се чувствуваат. Инаку, Бранка, ме подсетивте дека на настапот со Дино и Мери, по кој што го имавме по последното, значи, интервју пред околу 3 години во Астрорум, тоа беше едно деби за мене многу важно, бидејќи за прв пат дебитирав еден циклус од Шуберт, значи
нешто што припаѓа на камерната музика, што јас толку сакам да ја негувам освен оперската. И тоа беше значи циклусот Зимско патување и го изведов за прв пат во Скопје, потоа следеа репризи во неколку италијански градови. И во тој контекст сакав да надополнам дека оваа година пак во јануари во Рим го дебитирав другиот најпознат циклус на Шуберт. Значи тоа е Убавата воденичарка, Die schöne Müllerin. И требаше да се случи и реприза на истиот во мај овде во Дженова, меѓутоа и тоа ќе биде за жал поместено за понатаму. Мислам дека ќе го одржам во октомври. Го споменувам тоа бидејќи јас почнав како оперски пејач, односно пејач кој што пред се настапува во оперски представи. Меѓутоа, јас сакам и концертната дејност, како ораториумите, така и камерната музика, односно така наречената лидеристика, германска особено. И пресреќен сум кога ми се случуваат прилики, кога има прилики тоа да го изведувам. А особено овој пат дебитирав значи, ако Зимското патување го дебитирав во мојот роден град, кај мојата прекрасна и сакана публика во Македонија, во Скопје, вториот циклус, односно Убавата воденичарка, ја дебитирав во мојот втор град, градот каде што ги завршив моите студии, каде што поминав 14 години од мојот живот, град кој што уметнички ме наполни, и душевно би рекол, и духовно. И беа слични емоциите, како во Скопје во 2017-та, така сега и во Рим од 2020-та. Има ли нешто да дебитирам нешто такво, во во моите два града. Има ли нешто што не ви успеа и што не ви е предизвик, или можеби да признаете дека нешто не ви лежи како јазик, зашто кога ќе се сетам како звучите во Моцарт, јас мислев дека тогаш ќе ви ја стават етикетата дека ќе бидете специјалист за Моцарт. Вие одлично се снаоѓате во италијанските автори, белкантото се разбира. Германскиот изговор не можам да го заборавам во Зимско патување. Има ли нешто, а постојано ве гледаме на социјалните мрежи, изведувате одлично македонски прекрасни мелодии, италијански канцони, не сме ве чуле во француска шансона, можеби, ораториуми. Можеби, ќе се обидам во следните денови да отпевам и нешто на француски и ќе го објавам на социјалните мрежи. Инаку би рекол дека една француска арија, односно аријата на Дегрие од операта Манон од Жюл Масне, е една арија која што е, како да речам, многу има една символика во таа арија што се несува до мене, односно кога пеев, кога земав учество на оној семинар, мајсторска школа одржана во Битола во 1997 година, и каде што ги запознав моите во тој момент идни професори по пеење од Рим, тие веднаш ми ја дадоа таа арија. И има голема интуитет, како се вели на македонски. Чувство. Интуиција, се извинувам. Интуиција дека таа е буквално 100% адекватна за мене. И ја отпеав тогаш на концертот, на крајниот концерт на мајсторската школа, и истата ја отпеав на мојот приемен испит на конзерваториумот во Италија, со која што завршив прв на ранг листата. Чекајте малку.
момент. Ако ми дозволите, јас малку ќе ви отпеам и овде. Малку чудно ќе звучи да земам интонација од клавичембало, бидејќи пијаното ми се наоѓа во другата соба, меѓутоа направаме. En fermant les yeux, je vois là-bas une humble retraite, une maisonnette toute blanche au fond du bois. И така натаму. Ви благодарам, Благој, за ова интермецо кусо. Вам некој да ви даде да испеете нешто и на свахили, нема да ме зачуди да го направите тоа мајсторски, совршено и разбирливо, бидејќи силна страна ви е дикцијата. Да им кажеме на гледачите дека не беше воопшто планирано ова, испадна по моментов ми дојде идејата, гледајќи го чембалото во екранот пред мене, дека е тука и ми дојде мисла, ајде да отпеам нешто. Инаку би додал дека во овие денови на изолација постојано пеам. Бидејќи пеењето за мене е еден вид на ослободување. Либерационе, како што се вели на италијански. И некогаш знам и да го отворам прозорот и да ме слушаат и на улица, тие што поминуваат, и да ми аплаудираат. Буквално пеам секој ден. Нешто, моите фанови на социјалните мрежи можат и да го забележат, тоа бидејќи доста од тие нешта ги постирам. Меѓутоа, пеењето ме полни и ме ослободува истовремено. Во овие 3 години споменавме дека се случија многу работи од кога не сме разговарале пред камерите. Дали во светот нешто сега дефинитивно ќе се смени, но дали пред тоа во оперскиот свет се смени нешто, дали луѓето еве и со овие дигитални технологии почнаа да комуницираат на поинаков начин? Дали тоа им помогна или и одзема на ортодоксната уметност, да кажеме, не во најлоша смисла на зборот, се разбира? Јас лично сметам дека операта е пред се и над се театарска уметност, произведувана во театар, на сцена, со публика. Разбира, во вакви моменти на вонредна ситуација во тој поглед, можеме да ги искористиме сите на технологијата и да продолжиме да негуваме нашата публика. Меѓутоа, на местото и е во театарот и само там може да се изведува. Единствено што технологијата може да помогне и помага е во посебните сценски ефекти, новитети, графска гледна точка. Меѓутоа, што се однесува до уметничката гледна точка, односно музичката и изведувачката, јас се сметам дека треба да остане таква како што е, така како што е веќе 400 години и да продолжи на овој начин. Мислам дека, значи, после оваа криза имам две опции, односно две предвидувања како ќе оди се понатаму. Или ќе биде многу тешко, односно луѓето ќе им треба време да повторно сакаат да се вратат во театрите, односно во места со 1000 или 2000 или 3000 луѓе седнат еден до друг, значи да се врати до вербата кај нив по една ваква епидемија, односно пандемија, и ќе биде тешко, значи, да се врати до вербата во тој поглед, или пак овие моменти на изолираност, значи на недостиг од убави нешта, можеби и ќе придонесат до обратен ефект.
луѓето да сакаат што повеќе убави нешта и едва и да чекаат да се вратат во театрите и да бидат повторно соочени со убавото. Се надевам дека ќе победи вторава опција, бидејќи ако не економската криза што логично ќе завладее сега, ќе наштети многу на културата генерално земено и се разбира на мојот сектор, би рекол. И јас мислам дека многу повеќе ќе ги цениме живите контакти и живите изведби, зашто сега на терен гледаме што значи посреден контакт и што ни значеше непосредниот контакт. Вие кога го споменавте Пласидо Доминго, на вистина да му посакаме да биде добро, бидејќи тој е во таа ризична возраст, не сакам ни да помислам светот на операта каква личност ќе изгуби. Во таа смисла сега не можеме ништо да ви подариме Благој лично, ама кога ќе дојдете во Македонија, повторно ќе ни дојдете во книжарницата Литература МК, па ќе си одберете литература која што ви се допаѓа, а ова е книгата Тројцата тенори. Во меѓувреме излезе книга за нив на македонски јазик и ви ветувам дека ќе биде ваша кога ќе се видиме. Одлично. Однапред сум благодарен. Благој, ви благодарам многу за ова ексклузивна можност да ве слушнеме, иако сега и интернетот е оптоварен и тешко воспоставивме контакт, но верувам дека гледачите нема да ни забележат, бидејќи она што го слушнавме не збогати во секој случај, ни информираше, ни даде можност да правиме проекција што ќе се случи откако ќе излеземе сите од оваа ситуација. Ви посакувам доброто здравје да ве држи натаму. Јас знам дека сте вие дисциплиниран, пеачите тоа го прават постојано, не треба да се случи ваква епидемија, нивниот инструмент е гласот и доброто здравје мора да се негува во континуитет. Токму така. Еве, нека биде и ова еден поздрав од мене до сите гледачи. Да останеме само позитивни, се разбира, дисциплинирани максимално и но сепак со позитивен дух да продолжиме во овие денови на изолација и се ќе биде вре. Благодарам многу. Овој наш разговор е со поддршка на делегацијата на Европската Унија во нашата земја и јас многу се радувам што секогаш биле препознавани вистинските вредности и важноста за уметноста и културата, бидејќи на уметниците како на најкревка категорија таква поддршка им е секогаш потребна. Довидување и се најдобро. Благодарам и се најубаво. Седи си дома, Македонче, ќе биде се